Добро вечер. Добре дојдовте во новото издание на Никој да не знае. И веќе си знаете, веројатно. Никој да не знае освен јас, вие и нашиот гостин. И не знаев многу нешта допред да го запознам сега. 10 на минути додека чекаме вклучување во живо, нели во ова Никој да не знае, ми раскажа она што мене ми значеше многу за оваа најава. И сега и вака некако би одело тоа, дека јас дознав дека тој бил фудбалер, а тој ми раскажа како одела приказната. Ќе ја раскаже втор пат, се надевам со истиот жар и убавина и во оваа Никој да не знае. Ако го поделиме досега неговиот живот досега, пола фудбал, пола музика. А натаму, заради тоа што веројатно нема да има трета професија, се надевам во неговиот живот, одлично му оди во музиката, ќе продолжи со музиката. Два пати има победено на Макфест. Вели дека неговата прва победа 2011 година му значи се, односно му донела се она што потоа му се случувало во животот. Верувам дека веќе и знаете за кого станува збор. Зоран Илиев во студиото на Телма. Велам добро вечер, добре ни дојде. Добро вечер, Кате. Ти благодарам пред се за поканата, ти благодарам за оваа преубава најава. На брзина ти раскажав нешто што па не знаев дека е фудбал во прашање. Викам, овие сгрешиле Србива, не сме ние виновни, тие се виновни заради ова со Александар Софрониевич. Ама не биле тие. Не се сгрешиле дефинитивно и тие знаат мојата приказна животна. Мислам, луѓето што ме познаваат мене добро ја знаат таа приказна каква е, таква е каква што е. Да, фудбалот беше моја прва љубов, но и уште е, искрено. Пораснав со тоа, паралелно пораснав и со многу музика реално. Како да ви кажам, во мојата фамилија дома се пееше едноставно. Тогаш што одеше по гости многу нашите кумови, ќе ги споменаме, доваѓа пее многу, мајка ми пее преубаво и се уште пее ден денес. Не е во таа кондиција нормално како што е била на времето. Татко ми е бил фудбалер, па така да јас сум наследил најверојатно од двајцата, можеби нивните најдобри особини што ги имале во животот. Можеби ми е така, кога си замислам сега, ако сум бил мал, ми е сметала таа гужва, кога, пошто сме растеле во скромна фамилија, не сме имале кој знае колку голем простор дома, имало многу луѓе, се собираат 20-30 луѓе во една-две соби. Таа гужва ти пречеше, добро? Не, така сум мислел тогаш дека ми пречела, зашто се слушаше нон-стоп музика. Мајка ми се вика Деса, ајде Деса да испееш таа песна и она кога викни тука аплаузи, плачат, пола, знаеш тоа е било така и така е било стварно, тоа е било настап буквално, да. Она е пеела по школи, е пеела по такви надпревари во тогашно време и освојувала награди нормално. Сум ме прашувал како растев јас, зошто не се занимавала професионално, зошто не продолжила да се занимава професионално со музика. Ми одговорила као, знаеш сине, во тоа време некако тоа беше малку срамно, некако некои такви сваќања. Го имам слушнато овој муабет дека било срамно да се биде пејачка во некој друго време. Така е размислувала тогаш она и мојот тат, не знам сега, мислам да никого не напаѓам, не укривам што е тоа така било, едноставно тоа е нивната животна приказна која што ми ја пренеле на мене. Татко ми е бил, за жал покоен, е бил многу добар фудбалер, но и тој имал некоја слична приказна како мојата, имал некоја повреда која што му се случила. Тој е бил човек што се плашел од крв едноставно. Така што знам и е добил некоја повреда околу лицето, буквално да ви пренесам со копачка е бил удрен во главата и од тие крв, заби, искршени ова она и престанал да игра фудбал. И така, и едноставно е видно. Јас сум и благодарен што ме создале такав како што сум. Супер, се тоа. Ама кој те однесе на фудбал? Тато? Тато нормално. Вака, јас на Брегалница нормално, мислам, така кај да те однесе прво? Јас живеев на, мислам, уште живеам во центар, но од кога се оженив, живеам во друг дел на градот. На центарот? На центарот, да, во друг дел. И ние живеевме до стадионот на 2 минути буквално. И кај нас беше неизбежно кога се слуша публиката од стадионот, едноставно само те привлекува и да не си фудбал, и да не го сакаш фудбал, чекај да видиме што се случува тука, знаеш. И едноставно тој ме однал нормално, сме гледале многу надпревари на Брегалница. Јас тргнав со желба да бидам музичар, така кажано, на мои 6 години. Имав комши кои што веќе учеа музичко. Со нотна тетрадка. Да, со тетрадка тргнав мај месец. Беше ова се сеќавам како сега, како вчера да се случило нормално.
Тргнав со тоа петолиние и јас ќе одам да пишувам ноти. Но беше мај месец и наставникот тогаш што е бил во музичкото, не се сеќам кој е бил, ми кажа, те гледам дека имаш многу желба, дојди да седиш со нас еден час, да видиш како е, но ќе дојдеш во септември ќе се запишеш. Во истата година, јас во август одам на фудбал, купувам копачки, спијам со копачки, буквално, дрес Реал Мадрид, тоа ми беше прва љубов. Ајде ка се тука сега за Реал да се навивало. Зашто така, Реал, кажи па се? така, Јас за Барса сум. Да? Честитки за победата. Да. Не сум гледала, ма фала. Не си гледала? Па сега пред 2 дена игра победи Барселона 3-2. Да? Со Реал? Така, да, со Реал финале играа куп. Добро. И едноставно тргнав да играм фудбал. Музиката не ја заборавив. Уште пеев. Мајка ми донесуваше касети, тоа време имавме касети по дома, од детски фестивали, Сидо, Весело штурче. Јас ги слушав и ги знаев сите песни од прва до последна и ги стопирав па враќав назад. Знаеш како се враќаше на тие па чекај овој збор, па чекај како беше па да напишам. И музиката никош не ја заборавив едноставно. Баш ми рече кога сте уделе кај да одевте да играте. Па да, кај да одеме на превари, јас пеев во автобус, во кола, во комбе, тоа беше неизбежен момент. Затоа што без да ме тера никој, јас и пеев. Еј брат, ај оваа песна, таа песна. И што знаеш? Па се пеев многу песни, реално, искрено многу песни пеев. Јас и сите мои соиграчи, па и луѓето што се на моја возраст и многу и помали и повозрастни, пораснавме некако со музиката на Тоше. Искрено тоа е така било, не дека не сум слушал и друга музика, но сум се восхитувал многу на него искрено, не само како пеач, туку и како човек. И јас искрено се восхитувам на успешни луѓе кои што се нормални луѓе. Еве ќе го земеме пример и Новак Џоковиќ кој што е преуспешен човек, спортист, но е толку нормален, толку е достапен за секого, така кажано. Презентира во светот нормални човечки вредности, што е многу битно. Кој да земам од друг од Македонија, еве Сашко Коцев, Џамбазов, Тони Михалски, сите се тие преуспешни луѓе, нормални луѓе едноставни кои што можеме само сите ние да учиме од нив секојдневно како треба да изгледа секое наше секојдневие, да и на нашите деца да и пренесуваме такви позитивни и нормални вредности и убави работи. Да. И сад чекај вака, кога се повреди. Така. Се повредив. Немаше опција. Имаше опција. Имаше опција да останеш во фудбалот. Се вратив, но сватив дека не сум на нивото кое што бев. А беше на вистина, како велиш, играв прва лига во Македонија сега. Тоа е на мои 17 години да играш прва лига во Македонија, стварно. Значи мора да си талент. Голем успех. Така. Па талент, да бидам искрено, работа имаше многу кај нас. Денес не знам, имам другари што уште се занимаваат со спорт и тренираат деца и се помалку и помалку, за жал има спортисти во секој спорт. Да. Има пак таленти, но ние бевме можеби 300-400 деца во една генерација. 300-400 деца? Од тие 300-400 деца, сигурен сум и денес дека можеби 100 можеби 100 знаеат да играат фудбал, да играат барем на ниво, еве да излезат од Македонија, да играат во Партизан, Звезда, Динамо, значи клубови што барем 100 знаеат до тој степен. Но нема да навлегувам од кои причини кој што не успеал. Можеби не сме имале такви услови, терени и слично. Терените тогаш се биле многу полоши од сега. Сега децата играат реално на теписони буквално. И јас се пробав да се вратам во фудбалот, не успеав за жал. Сватив дека зочи до тука е работата. Не можеш. Нема. Тоа беше на 19, така? Да, си го скршив коленото буквално, имав 3 операции и како го скрши коленото на надпревар или на надпревар го скршив коленото и имав 3 операции, доста и конци ова, сега да не ви објаснувам детално. Како беше со таткото? Кога заврши тоа, да. Кога заврши тоа се случи во Македонија, но преубаво шоу, Македонски идол. Се пријавив на тоа шоу, тотално неискусен или нормално, ништо не знам? Да, ништо. Не дека не знам. Камери, луѓе, толку се свашта околу мене. И стигнав до тогаш имаше не знам колку 15-20 илјади, може, колку беше популарно Македонски идол, колку беше популарен, јас стигнав до последни 40. Не влегов во финале, но пак бев среќен, не бев разочаран во није момент, затоа што толку од 15 илјади да стигнеш, това не знам колку е било стварно точна бројка, не се сеќавам, да стигнеш до 40 е стварно добар успех, барем според мене. После тоа се случи едно шоу М2 на Дарко Димитров, кое што е знаеме што е што представува македонската музика и многу пеачи излегле од М2. Во М2 бев финалист. Во М2
стигнав до финале, победи Филип Божиновски, мој многу драг колега. Да. На тоа Каде финале... е Филип Божиновски, знаеш ли? Да, се слушаме редовно, па пее, почесто пее свадби, да, и се Одличен вокал. насочи предобар вокал и предобар човек реално. И се насочи он кон тоа, исто и јас. Дојде М2, снимав прва песна кај Дарко Димитров, што ми беше многу добро искуство да влезеш прв пат во студио, како што е неговото, да снимаш со професионалец како што е тој. 2011 се случи Макфест, Ангели и демони. Чека, ти како ја тргна? Врати назад. Врати касетата. Врати касетата, да. Како се случи Макфест? Како се случи Макфест? Да. Тоа ми е многу важно. Макфест се случи заради вака. Тоа што тоа ти е тебе никаква вистинска тоа ми е искрено, пресвртница. така сум кажал на други места, искрено уште леп јадам од таа Ангели и демони. Така, леп јадеш. Да, баш така е, така си го сваќам јас искрено. И тоа е стварно така, бидејќи таа песна ми донесе одскочна даска да ме запознае македонската јавност. Ангели и демони се случи многу интересно. Тоа беше песна на како браќа, се вика раперска група од Штип како браќа. Како браќа раперската група се ја мислам како браќа. Добро. И сигурно сте слушнали, ги знаете. Кирија Кимов, еве ги поздравам и Владко неговиот брат. И тоа беше песна во која што јас го пеев рефренот, а они рапуваа. И мене ми некако звучеше песната, викам брат, дај да ја направиме да нема рап, да ја направиме поп песна да биде. Ова Ангели и демони. Ангели и демони, да. Го контактирам Панче Касапски кој што е напиша дел од музиката заедно со Кире нормално, Илија Ќосевски кој што среди аранжманот заедно со истата екипа, они сите заедно направија се. И ја направивме Ангели и демони, ја праќаме на конкурс. Тогаш се праќаше на CD, по автобус се сеќавам дека ја прати во Скопје, па таму да однесе кај Кристијан Габровски некој во студио. Не знам точно детали како беа. И ми се јавува некој непознат број. Ало, Зоран, да. Овде е Кристијан Габровски, Ристо Бомбата, познат кај нас. Песната ти е премина на Макфест. Јас вака како што, знаеш, искрено ви пренесувам како што е, мислам тоа луѓето што ме познаваат знаат дека е така. Добро го знаат. Да, и ја вака како, да, треба само аранжманот да се досреди, за тоа ќе треба толку пари, за ова ќе треба толку пари, знаеш, се кошта тоа нормално. И јас си велам, ја од џепот сега моментално имам некои 200 денари, така у тоа време, 2011 и сега си велам, кај сега јас, нема проблем, знаеш, нема проблем, да, ама кај ќе ги најдам? Право се, но нели, родители нормално на прво место. Мајка, татко, помош, толку пари ќе требаат, се досредува песната како што се досредува. Победувам на Макфест, прво место од публика и најдобар дебитант, земам 2 награди. Јован Јованов беше исто во делот на уметничките директори на Макфест таа година и се уште е ден денес. Да. И така седам во едно ќоше, завршува нели пеењето на фестивалот се и јас седам и си буквално играм некоја игра на телефон Nokia 3010. Да, чекам да видам кој ќе победи. Чекам да видам кој ќе победи и Јован доаѓа, Зоран и ја вака да. Дојде, вика, и јас одам, ти честитам, ти си победник. Јас се тресам, викам, чекај, ајде, и тука, нели, колеги, честитки ова, она. Да бидам реален, многу колеги ме гледаат чудно, може би нормално да ме гледаат чудно. Не, секогаш кога ќе биде победник од Штип, секогаш е тој муабетот, нели? Да, реално е така, дали беше наместено, колку може да е наместено, дали му е договорена, нели сега и ти кога би бил не од Штип, веројатно би помислил на еден миг. Најискрено е тоа така, јас сум окей многу со тоа, дека тоа мислеле луѓето тогаш во тоа време. Но јас во публиката имав, тоест немав никого, ни еден, затоа што се сеќавам многу добро, ние живееме измеѓу стадионот што ви го спомнав и Домот на културата, на 2 минути и тоа и тоа. Моите родители не дојдоа на Макфест за да нивните карти што ми дадоа тие пари да дојдат некој мој другарчиња, ајде да не бидеш, да нема никој, да не испадне да не гласа никој за тебе, да имаш барем 5-6 гласа, 6 карти имав во финалниот дел, кој беше финале, тоа беше Макфест, нели полуфинале, дебитантска вечер, така. И имав 6 карти и тие не дојдоа за да и ден денес ми е криво што не се биле таму. И победив на фестивалот, тоа чувство искрено што го доживеав тогаш никогаш ми се нема повторено. Затоа што беше не знам многу отидов многу без никакви очекувања. Едноставно само да се појавам, да видам што е тоа Макфест. Ние сме трчале многу по пејачи кога сме биле мали по Макфест, да ни се подпишат, да знаеш такви работи, но ајде да видам, знаеш каква е таа еуфорија внатре, тоа ми беше многу големата желба искрено и видов како е победив и од
следниот ден веќе добивав повици за настапи низ Од следниот ден? од следниот ден, буквално од следниот ден. И фала му на Бога што е тоа така, значи Господ ги средува тие работи. Јас верувам многу во Господ искрено. И знаете, нормално сите се молиме најмногу за здравје да имаме, но знам дека и тој ги средува коцките на сите кои што треба да работи во животот. Од следниот ден веќе почна да се јавуваат луѓе за настапи, се насочив мојата музичка кариера да ја направам, како да кажам, да се изразам народски, тезгарска кариера, затоа што не ми беше приоритет да правам годишно 10-12 песни, 5-3-2 албуми, ми беше приоритет да стапнам во секој локал во Македонија каде што можам. Сам се нудев, тие ме бараат. Тоа се случи се направи една така некој бубањ кај што влеговме и јас со тие локали и они со мене. И ден денес уште соработувам со многу локали од тие што соработувам и што сум соработувал тогаш и така живеем од тоа и стварно фала му на Бога што е тоа така. Како тоа викаш, се јавував и сам? Така треба? Па да, немаш менаџер. Така да? Немаш менаџер, ништо не е. Јас сум тој буквално ви пренесам. Здраво, јас сум Зоран Илиев. Победив на Макфест оваа година. Дали сакате да дојдам јас со мојот бенд да пеам кај вас во кафичот? Бенд, добро, фино што спомена. Добро. Да, имав бенд тогаш, 3 години свиревме со бенд, потоа свирев само со сезерист, па пак се вратив со бенд. Сега имам и сезерист и цел бенд кај што свирим и буквално се, од свадби, дискотеки, кафичи, дискотеки веќе нема, за жал. И мислам, не можеме да не ја спомениме трагедијата што се случи во Кочани и стварно е, ја во Кочани имам тие луѓе што и реално и загинаа, па и ДНК, немаме зборови што можеме да опишеме оваа трагедија. И 25-та година сигурен сум дека сите ќе ја паметиме по тоа лошо, за жал. Ниедно добро што на секој му се случил не може да го стави пред тоа. Барем така јас ги преска како што ги споменавме Тоше, Џамбазов и Џоковиќ. Тука можам слободно да ги ставам и Панчо и Андреј, затоа што беа предостапни луѓе, преддобри луѓе, ширеа нормални вредности човечки. Не знам, едноставно е чудно тоа што се случи. Кај нас е, дури вака си велам, добро е што сум на некогаш подсвесно на ова ниво, си терам работа по кафичи, дискотеки, не се форсирам да правам песни, да се експонирам, не знам како, знаеш, не знаеш каде музиката може да те одведе многу далеко. Тоше беше во најголемиот тек на кариерата, се случи тоа што се случи, ДНК исто така, они дојдоа во фаза да пеат само нивни песни на нивните концерти. Тоа е преголем успех за било кој музичар. Да пееш само твои песни и публиката да ги знае сите песни. Тоа е едноставно многу ретко. Тоа го има Тоше, има Каролина нормално, ДНК го имаше тоа. И многу ми искрено жал што се случи тоа, но не можеме да го вратиме времето, не можеме да сменеме ништо. Јас верувам дека никој не сакал да се случи таа трагедија. Така. Нема кој што да обвинуваме, не сме нели суди за тоа што би требало да се случи и како би било подобро, но мал е зборот трагедија да го употребиме за тоа што се случи. Хајде зборуваме за убавото. 150 до 160 настапи годишно последниве 10-12 години. Тоа е секој втор ден имаш настап. Па така некако доаѓа, по 3-4 настапи неделно, некогаш 5, зависи кога како. Знаете како, кругот на пријатели кои што го стекнав покрај фудбалот и покрај музиката е толку голем, искрено, и фала им на сите. Многу фудбалери што играат со мене од други екипи станаа менаџери на кафичи, менаџери на дискотеки, отворија нивни сали. И не можеше да не те викнат. Да, и од поштовање и нормално сум оставил печаток, сум ја завршил, така кажа, на работата. Својата работа. Многу луѓе од Штип и ден денес ме поддржуваат, ме викаат на нивни приватни прослави. Ова збориме за настапи од луѓе од типот на да пееш пред 20 луѓе, да пееш пред 2000 луѓе и пред и не знам колку. Сум пеел на сите буквално сите балкански звезди што доаѓаат кај нас, па можеби и превише. Сум пеел као пред група, да не ги набројам сега пошто се многу реално. И истите тие места кај што јас пеам и многу мои колеги од Македонија и тие дојдоа да пеат на истите места. Така да малку е чудна таа работа, искрено, затоа што нивното ниво е многу искрено повисоко од нашето, затоа што многу повеќе
се внимава или се вложува? Вложува во, они многу вложуваат искрено во тоа. Имав прилика да снимам сега нова песна. Чекај, сега гледај. 6 сат, дојде уште 20 минути, две песни, Да ги смениме местата. Не прашав ништо. Ти водител да не си биле на трета професија, ете ти ја. Треба да направиме. Треба да направиме. Сега знаеш како, си го видел, не знам дали добро го слушаше, ама твојот пријател Коки Јанков, ќе чуеме што ќе каже за тебе. Немам време да те прашувам за другото што прашувам обично, ама ајде да го слушнеме него, заради тоа што има една забелешка која е многу важна во вториот дел од муабетот, така можам да го наречам. Ајде, Коки, повели. Зоки Илиев, Зоран Илиев, поздрав од мене. Се знаеме со Зоки таму негде пред 2011 можеби, бидејќи 2011 победил на Макфест со Ангели и демони. И отприлика тој период го пратам цело време. Многу добро стоиме, добри другари, пријатели, колеги. Ми годи тоа што сум јас со помладите генерации малце, така ме подмладуваат. А па на нив им годи нешто да сподела со нас и да добијат некој искуство. Зоки има една добра особина која што значи нема комплекс да се јави, да праша, да сподели и кога се случуваат и такви радосни моменти во неговата кариера и кога нешто не му штима. Такво он знае да ме нарече братче, јас му викам моје помало братче. Има исто една добра особина, уствари, ако веќе бараме во прашањата дали некоја мана има Зоран, ја не би рекол дека тоа е мана, на многуто неговата енергија, која што има во себе, што ја носи, малце нека заштеди, ќе му треба, бидејќи времето поминува многу брзо. Он е доста динамичен, цело време кога пее игра, се зеза со луѓето, достапен е, ги гушка луѓето, ги анимира, уствари, он е тој. Малку нека се заштеди. Не е тоа мана, нека се заштеди, ќе му треба сила, бидејќи гледам дека му стачуваат убави работи на поле на музиката. Што би го прашал? Па до кога он планира само вака да седиме ние во ресторани, кафани и пожурки? Планира некојаш да стави некоја виолина во неговите песни или не планира? Не дека он сака. Јас сакам. Поздрав, имајте убава емисија до сите гледачи на Телма телевизија. Чао. Ето. Ајде сега, прво прашање. Многу ме пријатно изненади Коки. Ја Коки го многу почитувам искрено. Тоа е еден од музичарите во Македонија кои што оставиле голем траг во македонската музика. За жал Дуле не е повеќе со нас, но настапите кои што ги правеа тие и тоа беа најпосетените настапи во Македонија, кога збориме за тоа тезгарење што го спомневме. Па можеби сум потсвесно сакал да бидам на нивното место, искрено. Не го кријам тоа. И многу пати сум така, дај да испееме на песна, знаеш тие моменти, и на нивни и на други пеачи што се пееле. Знаете како, можеби чудно звучи, но енергијата, не енергијата, туку атмосферата од стадионот, публиката, унавивањето, таа гужва, тој адреналин го пронудов во дискотеката. Искрен да бидам, најискрен, тоа е така и сите што ме знаат добро дека е тоа така. А толку си енергичен, на вистина. Околу енергијата, па треба да дојдете на Монеста. Треба да дојдам, кажи кога ќе бидеш во Скопје, да не дојдем до... Ќе ти кажам слободно, ќе ве поканам нормално, ќе ми биде голема чест да дојдете. Кога енергијата што ја спомна Коки, едноставно тоа е така, како да ви кажам, јас и кога престану да играм професионално, ја продолжив да трчам по 20 километри секој ден и таа енергија во себе, тоа едноставно мораш да го исфрлиш, го имаш. И мене ми е тоа нормално да е така. А не ми е нормално да застанам и да пеам и да гледам во една точка или било како и да правам тоа. Едноставно сакам да ги гледам луѓето кои што прави, кој е задоволен, незадоволен, да погодиш песна, да го поздравиш и такви работи, да. А кога сме кај Коки, го почитувам многу искрено, го сакам многу стварно
како брат, бидејќи ме е научил на доста работи. Кажи кога виолина у песни. И му посакувам Зашто треба многу да успех пееш. во неговата кариера. Знам дека и него сега му следуваат добри работи што ќе на музички план, но јас не откривам ништо, тоа ќе се открие тој. Следната песна која ќе брат ти ветувам дека ќе те ставам да бидеш само виолина. Главна Ништо друго ќе виолина. нема. Виолина и клавир само ќе биде и тоа. Готово, време е за ангели и демони, микрофонот е твој, повели на сцена. Почнува без тебе, но дали мислиш на мене? Кажи ми, мила, јас да знам, во твоето срце дали постојам? Ангели и демони, на чија страна сега си, но дали рајот постои? Ајде сега кажи ми. Ангели и демони, насмевка и солзи, овој свет знај не одрози, но рај дали постои? И нова ноќ, а ти пак е мене не си, но знам ти сега сама си. Кажи ми, моја најмила, дали вреди љубов искрена? Ангели и демони, на чија страна сега си, но дали рајот постои? Ајде сега кажи ми. Ангели и демони, насмевка и солзи, овој свет знај не одрози, но рај дали постои? Страна сега си, дали рајот постои? Ајде сега кажи ми. Ангели и демони, насмевка или солзи, овој свет знај не одрози, но рај дали постои? Ангели и демони, на чија страна сега си, но дали рајот постои? Ајде сега кажи ми. Ангели и демони, насмевка и солзи, овој свет знај не одрози, но рај дали постои? Зоран Илиев и натаму е во студиото на Телма, уште 10 минути до крајот. Требаше да отпее и оваа најмила, ќе ни раскаже дел од приказната. Треба да го видиме и еден господин кој што пали гаси тука во соседството. Јас сакав да го прашувам и за тоа дали што како околу тоа, дали прави кариера сега и тука и таму. Ама тој ми раскажа многу интересна приказна врзана околу таа нова нивна соработка. Всушност еве дознаваме веднаш за кого станува збор. Александар Софронивич, веројатно име кое што го знаете.
како стигна. Всушност сега кога ми раскажа сите работа пред да почнеме. Никој да не знае, ти не Никој кажа да на не никој знае. тука додека. Никој само јас Зад камерите, никој не знае. И оние што не гледаат. Знаете Да. како, тоа беше, песната е со наслов Не боле мене, песната е на српски јазик. И тоа баш се прашувавме, како е што би значило во превод Не боле мене? Па не ме боли, во песна треба да слушате целиот текст, боли? пошто се пее Не боле мене те лажи твое. Не ме болат не ме болат твоите твоите лаги. лаги. Да, така е во Добро. превод. Туку ме болат други работи во песната, ќе ја слушнат добро. гледачите Значи на верувам YouTube сите одат, гледате и Да, слушајте веќе има во над исто време. 300.000 прегледи за некои 2-3 недели, Да, месец ама дена. многу добро, многу добро и песната е видео и одлична. Да, направено топ, со топ. сите Искрено, салтанати. песната е искрено тоа беше песна за филм. Македонска продукција со српски и македонски глумци. Требало да ниме на Netflix и на не знам каде и Па филмот веќе беше со договор продаден, така кажано, на РТС и на Netflix. Филмот беше во 12 епизоди, но не знам од кои оправдани причини најверојатно прекина да се снима филмот. Ни го дадоа нас текстот како треба да звучи, што треба да се пее во песната поточно. Добро. И јас го контактирав Панче Касапски, кој што е мој матичен, така да кажам, другар за музика. Кога треба да прави музика, он е тука. И да, го контактирав него, му ја раскажав ситуацијата како што е. А иначе, да само да ви пренесам, значи го виделе овој господин овде на настап. Да, луѓето кои што се продуцентите од филмот беа, ме запозна, ме слушнаа во дискотека во Георгелија, кај што пеев, ми побараа број, знаете, има такви што бараат броеви, еден куп секогаш на сите изведувачи, не само на мене. И јас си велам, ви број, знаеш, јавете се што и да е, немав представа за што ќе ми, можеби за некој настап, за некој настап, за нешто, за некаде ќе ме побара. Да. И ми се јавија, дојде во Скопје, кај нас на Водно имаме ова вака така. Јас кога влегов во куќата на Водно што и беше изнајмена за снимање на серијата, веќе се снимаше филмот. Аха. И они ми дадоа текст, и според овој текст вика сакаме од тебе да направиш музика. Добро. Песната да звучи кафански, затоа што делот на спотот што треба да биде и моментот најпрецизен во филмот, како да кажам, поинтот на филмот, потенцирањето треба да се случува во кафана. И требаше песната да оди на почетокот и на крајот на секој епизод, 12 епизоди. Тоа ќе беше искрено многу отскочна даска и за мене и за сите што беа вклучени во ова, но се случи тоа што се случи, не се случи филмот и јас и Панче одлучивме да е доправим, мислам не да доправим, ние веќе наснимавме комплетно се песната. Да доработите. Да, преку мои колеги од Србија дојдов до Александар Софрониевиќ, искрено јас не го познав, немав комуникација никаква со него, но имам колеги во Србија кои што стоиме многу добро, музичари, искрено, мислам исто како нас овде. И стапи со него во контакт, се договоривме детали се кој што колку кошта, вака така, нешти работи коштаат многу таму. Тој има студио од не сакам да кажувам какви финансии, какви пари, студио. Уау. Влегуваш и си велиш каде е ова, каде сум јас. Добро. И така Тон му се вика студиото, од оваа изјава? Астон, да. Астон Студио Рекордс. Приоритет беше да биде добро тоа што ќе го презентираме ние на нив, за оние да го средат, да го направат. Им се допадна песната многу, тој направи аранжман феноменален и нас снимав песната ова пред 3 години, ти зборувам сега. Вау. Да, и не се случи филмот, пак ќе кажам, тој ми се јавува, брате, шта радимо, знаеш, да извадиме песната, но ако те молам, ако можеш, смени втората строфа, затоа што по нивното сценарио првата и втората строфа беа исти. Го контактирам овде Огнен Неделковски, кој што да кажеме за Огнен Неделковски, 90% од песните што ги слушаме сега ден се негови. Тој со неговата инспирација влезе во песната максимално како што знае, како што треба. Ја смени втората строфа целосно, ја праќам на нив и они ми рекоа тоа е тоа, брате, дојди пак во Србија да снимам. Го наснимавме и спотот во Скадарлево, една кафана таму и надвор пред самата кафана. Имаше глумци во спотот кои што глумат, ќе видат луѓето на YouTube, Не боле мене се вика песната, ќе видат за што се работи. Аудио продукција на светско ниво, искрено. И сум многу среќен што ги запознав тие луѓе, искрено, без разлика што не се случи филмот. Плюс за мене што дојдов до луѓето што ден сега сме веќе на ти комуникација. Си пишуваме често, да го искомуницираш, да изјава. Баш така. За тебе. Ајде, Александар Софрониевиќ, што вели за овој нашиот Зоран Илиев?
Зорана Илиева познаем од тог првог снимања каде дошла на студио Тон да снимиме песма Не воле мене и остави еден озбилен утисак професионалца, одговорно колеге кој е јако талентован. Зоран Илиев е превасходно еден јако талентован млади човек кој има неку веома занимљиву боју гласа. Тоа сам одма приметио. Видим да воли да пева, воли да се дае публици и тоа е можда неки негов највеќи квалитет. Оно што би ја му посаветовал да настави да снима, да ради на своји кариери и да никад не прави компромис со своји кариери, да буде најбољи могуći во секом тренутку. Ја до сада не сам видел ни едну ману мог колега Зорана Илиева, така да желим му среќу у кариери и да само настави куди е креnuo. Драги мој Зоки колега, дали си спремио следеќу песму која ćemo да снимимо? Ето ти. Ајде сега одговор. Му благодарам на Александар што одвоил време за вака да знам колку е зафатен и колку е популарен. Додека снимавме во Србија, тоа беше толпа на луѓе што тој ги молеше буквално да застан. Чекајте луѓе, снимамо. Значи буквално беше така, тоа е мега популарен таму, како што можам да го споредам со нашиот Тоше, што беше во Македонија, тоа е моментално така во Србија. На улица сите го застануваат, од младо до старо се буквално се. Така да сум многу среќен што имав прилика да ги запознам луѓето, како што ви кажав, и еве ќе се работуваме, ќе направиме нова песна за многу брзо време, ќе има втора песна. За многу брзо. Требаше да пееш најмила. Имам многу тажна од една страна, но од друга страна има и приказна која што значи некаков, како да кажам, нешто што си должал, како да кажам, некому, така? Да. Ако добро разбрав, сопругата негова е онаа која што во целата се случи тоа што се случи со дискотеката во Кочени. Песната на Филип Стевановски, човек кој што им беше многу добар другар и кој што беше клавиатурист во групата ДНК, сите го знаат. Тој е направил песната пред 2-3 години. Му стоела така во студио. Сите музичари имаат по милион песни во студио што не се завршени едноставно. И се случи тоа што се случи, за жал, изгубивме предобар човек, преголем професионалец, тој знаеше да свири на многу инструменти, што е многу реткост во кај секој човек, кај секој музичар, сите свират по 1-2, тој свиреше на можеби 5-6-10, не знам. И ми се јави Ирена, неговата сопруга, да ми каже дека има песна не направена за мене, туку дека ме спомнале мене, дека ја би можел да ја донесам песната добро, без разлика дали на фестивал, дали онака да изведам со спот. Вика, Зоки, песната е направена така како што е. Сигурно Филип би имал уште многу што да работи во таа песна, да ја доврши со текст, со мелодија, со се. Да, јас само ми кажав Ирена и да е буквално ми пренесувам и да е најлошата песна на светот, фала ти што ми ја понуди и на секој што верувам на било кој да ја понудила со таква приказна ќе прифатил нормално секој човек, секој пејачка и ја прифатив нормално, ја досреди песната Илија Ќосевски колку што требаше да се досреди за да остане автентично на неговата, на неговиот оригинал. И така да ја благодарам Ирена што ме покани мене и испев песната на Макфест. Имав банер на самиот фестивал, може да го видат и луѓето што гледале Макфест или што да уклучат на YouTube, мислам да ја напишат песната на YouTube, се вика Најмила, каде што на крајот на песната извадив банер кај што беше Филип на слика, ДНК и Тоши се заблагодарив пред публиката на сите, затоа што тоа е најмалку што можам јас да направам и секој од нас што би можел најмалку да направи, да кажеме едно фала што постоеле, што биле со нас и што едноставно твореле за нас и оставиле таков белег во македонската музика. Така. За крај, каде се гледаш себе си за 10 години од сега? За 10 години од сега? Да. И зашто не правиш почесто песни? Сега ти си избрал 150, 160 настапи годишно, ама ми се чини дека треба некаде да се најдат. Ме прашуваат зошто не правиш брат твои песни, зошто не правиш. Не знам како да ви кажам, не дека не сакам да правам своји песни. Нема време. Си ветив сам на себе дека ќе правам веќе, пошто ова ми е добра отскочна даска со ситуацијата со Франеевич и да, ова година си ветив сам на себе дека ќе направам барем уште 2 песни. Не дека не сакам да пеам мои песни и да правам мои песни, но едноставно ме вовлече тој бубањ така на настапи и влегов во тој свет. Тоа е посебен свет. Не можеш, мислам, паралелно да правиш и друго, и трето, и десето. Да пееш песни секакви, буквално македонски, српски, народни, забавни се, и да твориш своја музика и да ја пееш и таа музика поп, како да звучи, те викнале во кафана да пееш, а сега да испеам
моја песна, поп песна, па втора песна да испеам некоја, не знам, кафанска ептен, неко малку... Не ти И оди. зато, не да не ми оди, се оди веќе. Веќе нема... Веќе немаш... Репертоарот исти на свадба и на дискотека веќе извон Се. во Македонија така Готово ке искрено. не, ке ни се Зоки, готово, Се како извинувам за- тргнавме. Да, ти благодарам на искреноста, остани таков каков што си Фала и се ти што надам ме дека покани. следното гостување ќе биде со твоја авторска музика многу Па повеќе. дај Боже да биде така и дај продолжи оваа емисија да биде барем 2,5 часа. Да, тоа во подкаст. Ви благодарам, драги мои, никој да не знае и утре со нов гостин. Поздрав.